25 години по потпишувањето на Охридскиот рамковен договор, пораката од Струга е дека со животот не се мери само со потпишување договори и политички декларации, туку со тоа како луѓето живеат едни со други. Добро е да се одбележуваат мировни потези, но важно е да се постигне нешто во реалноста. И мислам дека она што го чувме убедува дека е на вистински пат, истакна претседателката Силјановска Давкова, која не случајно денеска ја посети Струга. Град со еден од најразновидните и најмешани етнички состави во државата, со население од различни етнички заедници кои со децении живеат заедно. Ова мешано население е една од нејзините најпрепознатливи карактеристики и ја прави специфичен пример за заеднички живот. Јас посебно сакав да дојдам кај градоначалникот, затоа што тој беше избран како независен кандидат. Зад него застана граѓани од различни партии, со различна партиска ориентација, од различна етничка припадност и ме интересираше во овие неколку месеци кој дух го водел. Дали навистина поделбите што понекогаш и вештачки беа продлабочувани, успеа на некој начин да ги ублажи што се случува во градот денеска. Да, очигледно е дека има голема разлика. А реалноста, според градоначалникот на Струга Менди Ќура, веќе покажува промена. Вели дека Струга отвора нова страница во која различностите не се причина за поделба, туку основа за заеднички живот. Разговаравме и други теми што беа многу важни за соживотот во општина Струга, кои мислам дека ние заедно веќе имаме нова ера, нова страница, дека овде се живее добро, се живее заедно, се слави заедно и во спортот, и во културата, и во другите манифестации кои се можности за добар живот заеднички овде во Струга. Четврт век по рамковниот договор, пораката од Струга е дека со животот не е само спомен од едно политичко време, туку задача која секојдневно се потврдува. Мостовите меѓу луѓето се поважни од поделбите, а дали Струга навистина станува пример за тоа, најдобро ќе покажат не декларациите, туку животот и односите на нејзините граѓани.